Од името на програмата од заедницата за граѓаните од граѓаните за заедницата, имплементирана од Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија во партнерство со UNDP, може да се насети колкава корист од неа имаат дел од македонските ранливи категории. Но за да се почувствува колку позитивна енергија, колкава посветеност и исполнетост постои и кај крајните корисници и кај ангажираните лица, треба да се поразговара со нив. Ние го сторивме токму тоа. Ги посетивме општините, каде што се реализира акцијата во која се ангажирани вкупно 58 лица, од кои 41 се жени, а 17 се мажи. Тие им помагаат на над 2313 директни крајни корисници. Она што е различно од голем број други слични акции е што покрај ангажирани млади невработени лица во овој проект работно се ангажираат и самохрани родители, бездомни лица, но и жртви на семејно насилство. Успехот на проектот во голема мера се должи на посебната енергија и разбирање кој што може да се види при соработката меѓу овие различни категории граѓани. Во Македонија не е лесно да се биде жена ниту во големите градови, но секако потешко е тоа да се биде во руралните средини каде можностите за работа се многу помали. Во Неготино, дел од нив се ангажирани во селските средини каде се грижат за деца од претшколска возраст. Им помагаат на децата, но пред се на нивните родители кои што може да се посветат и на други обврски. Во рамките на проектот Општинско корисна работа, промовирање на одржливи вработувања 2, општина Неготино учествува со проектот Игрални за деца од предучилишна возраст во 7 рурални средини. Со проектот не се опфатени 120 деца како корисници на овој проект. Овдека во игралната во село Тимјаник функционираме со 16 дечиња кои што доста добро ги реализираме сите активности и игри. Во Свети Николе проектот опфаќа часови по ликовна уметност во градинките и помош на безпомошни лица преку набавувачи на храна во руралните средини. Општо корисна работа 2 во општина Свети Николе е застапена преку ОКО сервисот. ОКО е општо корисна општина сервис. Во неја функционираат 3 лица ангажирани, 2 лица се ангажирани како рурални набавувачи кои што помагаат на старите изнемоштени луѓе и луѓето што се далеко од градот. Во Пехчево за прв пат, преку проект на UNDP, младите родители, особено мајките, можат брзо по породувањето да се вратат на пазарот на трудот. Со отварање на јастите во локалната градинка кои опфаќаат деца од најмала возраст, тие веќе не зависат од баба и дедо. Јас лично се чувствувам прекрасно затоа што знам дека детето ми е згрижено, на топло, нахрането, пресоблечено. Во Штип се работи на 2 полиња. Грижа за деца со аутизам, со кои работат дефектолог и психолог, и грижа за луѓе со телесна попреченост. Не можеме да ја замениме потребата за дружење која што има нашиот син, вели мајката која што е презадоволна што незиното чедо, жртва на мозочен удар, е дел од проектот. Се обезбеди работен ангажман на 7 лица и тоа на мобилен дефектолог и мобилен логопед за потребите на 2 детски градинки и 5 лица кои испорачуваше на сервисни услуги на лицата со инвалидитет. Полесна интеграција во новата средина е целта на проектот во општина Новаци. Интересот на невестите кои Албанија среќата ја нашле во овој крај е се поголем. Едукаторите кои ги подучуваат жените албанки како да пишуваат и читаат македонски јазик се еден од мостовите за социјална интеграција. Јас како едукатор во овој проект можам слободно да ги пофалам моите жените за кои што јас сум задолжена и надлежна. Можам да ги пофалам за текот на 1 час. Тие доволно разбираат што јас му објаснувам. Веќе за овој период од 3 месеци ја научивме повеќе од пола македонската азбука. Многу ми е лесна, дека многу учиме. Буквите, пишањето, збороите, што не знаевме. И заради децата треба да научиме на школа. Многу нешто и задоволна сум со ова работа.
Проектот започна да се реализира на 1 ноември 2013 и заклучно ќе заврши со 30 април 2014 година, чи 6-месечен проект. Најпрвин беа опфатени околу 23 жени албанки од 9 села во територијата на општина Новаци. Тие ги обслужуваат, тие жени ги учеа и ги едуцираат 4 едукатори, меѓутоа како почнуваше да течи проектот, жените кои што претходно не сакаа да бидат вклучени, видоа дека станува збор за навистина корисен проект, кој што пред се е корисен за нив самите. Постепено почна да се зголемува бројот. Во општина Долнен, инаку претежно земјоделски крај, дел од граѓаните имаат големи проблеми со пополнување на документацијата од секаков вид. Затоа помошта која им се нуди при пополнување на формулари, особено на исполнување на даночни пријави и други образци, е повеќе од добредојдена. Целта на нашиот проект беше подполнување на документацијата за исплата на данок на имот. Вклучени се, на почеток требаше да бидат вклучени оние луѓе од населените места кои што се многу тешко достапни до институциите, нашата институција, но се покажа спротивното, а јас го кажав тоа и во извештајот кој што го доставив до UNDP, дека се покажа голем интерес. Значи, од сите населени места кои што се наоѓаат на територијата на општина Долнени. Преточно се соочуваме со пријави, подполнување даночни пријави по населените места, поизнамештени лица, водиме болни, хендипирани. Во кој поголемиот дел од населените места живеат постари и изнемоштени лица, во поголем дел и сами, така речено, како резултат на поранешната миграција село-град, помладите се иселени по Скопје и останатите градови, така да тие се останати по селата тука и се соочуваат со проблем да дојдат и да се ги завршат обврските во нашата општина тука. Третото доба за многумина е најубав период од животот. За некои граѓани пак тој представува време-невреме во кое секој разговор и секоја добиена помош е добредојдена и се раскажува со денови. Кога децата се далеку од домот, а во комшиските куќи не чади оджакот, помошта која доаѓа и еднаш во неделата се чека со нетрпение. Приказната од Ранковци е приказна што може да ја доживее секој од нас. Помагаме некаде. Сви помагаме, са овие, сви помагаме. Ево што е нас, сви тоа помагаме. Целта на овој проект е да помогнеме на старите лица и изнемоштени кои се наоѓаат во надвор од Ранковци или тука во Ранковци. Овој проект, јас мислам, по наше сознание, мислам дека е за прв пат во општина Ранковци. Како прво, еви јас од моје лично име сакам да изразам една благодарност што ни е пружена ваква можност да и ние сме вклучени во еден доста хуман проект. На овие баба и дедо во Делчево не им недостасуваат ни пари ни храна. Жедни се само за кафе муавет. Во 2012 година испративме писмо за интерес до програмата на Обединетите нации во Скопје, со кое што им образложивме дека во Делчево, како што е мала општина, оддалечена од центарот од Скопје, значи има огромна потреба за еден ваков вид на проект. Как иде, как не мога. И сум многу благодарна од неја. Кога по телефони се јавим, кога у нас Ана дојде што ни треба да донесе. Метално не е тука и јаве и се, дојде такси, идеме, дојдеме, прими тука се тоа што треба, ако треба, там со докторката помогнеме. Па како секоја работа и оваа работа бара ангажман и ангажираност нели во работата, нормално се зависи колку ќе ти биде тешко, како ќе се организираш и колку ќе ја сватиш работата. Ќе си го распоредиш времето,
ќе си ја сватиш озбилно работата и не е мислам тешко. Ја чекам секоја среда како празник, вели оваа бабичка во општина Могила. Нозете не ме држат веќе. Доволно е само што некој ќе ми донесе лепче и лекови од аптеката. Разговорот со ангажираните лица не може да ги реши сите проблеми, но понекогаш е доволен за да се истурка денот во позитивна атмосфера. Кој ќе не доаѓа кица, кој ќе дојде вака, мога ќе си направиме, ќе си сториме поинаку ми е. Ако ќе останамо самена во 4 зидови вака, кој ќе гледа зидовите, ми е тешко. Каква е соработката, што им помагаш, на која поли им помагаш? Па дома му поможувам, најчесто помош во домот му поможувам за чистење, за бришење, за набавка на номирници од продавницата. Не е многу различно ни во Радовиш. Секаде старите, неретко изнемоштени лица ги бројат часовите кога со своите помагатели ќе разменат збор 2. Општина Радовиш, во соработка поддржана од страна на UNDP, согласно својата стратегија за социјално вклучување, активно го имплементира проектот Општинско корисна работа. Јас сум еден од тим лидерите кои го спроведуваат овој проект веќе месец време. Тоа претежно се, како што реков, изнемоштени лица. Цела година не беа видеал на болницата. И откога почнаа они да дојдат, почнаа крв да ми зема за шекеро и принципно не реа. Ајде, ќе завршиме брзо тука и после се одмов такој. Има други куќи за гледатели. Понекогаш староста носи здравствени проблеми поради кои корисниците на помошта не можат да ги завршат ниту основните домашни обврски. Кај нив помошта што ја добиваат е многу повредна. Исцепените дрва за цела недела покрај печката немаат само материјална вредност, тие го враќаат и духот кај директните корисници. Пријатно е со нив да се работи, комуникативни луѓе иако во години. Се надеваме дека ние кои ќе оставиме вака ќе видиме и ќе има и за поздрав оваа акција. Во рамки на овој проект Промовирање на одржливи вработувања 2, Општина Богданци учествува заедно со својата партнер институција, тоа е Општинското здружение на пензионери Богданци. Целни групи на кои им беше овозможено активно вклучување во овој проект во Општина Богданци се невработените лица, активни баратели на работа. Во секоја средина во Македонија има луѓе на кои што им е потребна хуманитарна помош, но има исто толку многу луѓе кои што би сакале да донираат помош за ранливи категории. Преку проектот во Струга е направена симбиоза во која задоволни се и тие што даваат и тие што примаат помош. Јас сум работена во пилот проектот, овде сме работени 4 жени и сега чувство да се работи во на еден ваков проект е огромно, не знам, со зборови не се опишува, затоа што ова е еден хуманитарен гест, хуманитарна акција и хуманитарна се однесуваме кон луѓето да им помогнеме на тие што немаат. Струга бели тие сини јапта у проектот што го отвори општина Струга, до сега немаше ваков проект и ние сме многу благодарни што имаме еден ваков проект што им помагаме на народот. Проектот Општинска корисна работа 2 по втор пат се изради во општина Струга, но по прв пат со ваква тематика. Значи станува збор за активности во склопот на грижа за стари лица, грижа за пошироката заедница социјално загрозени и ранливи групи, каде што во 6-месечен ангажман 4 жени ќе работат на собирање на помош, хуманитарна помош во облека и храна за социјално ранливите групи. И во Охрид, една од позитивните работи што ги носи проектот е можноста родителите на директните корисници барем за момент да се посветат на другите обврски, а притоа нивните деца да бидат соодветно згрижени. Овие деца со проектот ја добиваат сета потребна грижа. На општина Охрид навистина и беше потребен еден ваков проект од причина што дневниот центар за раци беше доведен, значи неговото функционирање беше доведено во прашање. Проектот Општинско корисна работа
почна да се реализира од 1 ноември во дневниот центар Зраци. Социјалната инклузија на деца и возрастни преку спортско-рекреативни активности е една од целите на проектот во Куманово. Колку е тој успешен, може да се види од насмевките кои што можете да ги забележите на лицата на корисниците. Крајни корисници во проектот Инклузија преку спорт и рекреација се деца со попреченост, односно лица со попреченост. Односот кон нивните специфични потреби доби квалитет заснован врз стандарди на живење кои се сметаат нормални за сите. Така да она што досега се подразбирало под поим грижа за лица со попреченост, доби еден, слободно можам да кажам, револуционерен коректив. Искуството од програмата од заедницата за граѓаните, од граѓаните за заедницата покажуваат дека во Македонија има огромен простор за продолжување на ваков вид проекти. Интерес постои кај примателите на помош и кај ангажираните лица. Користа што локалните заедници ја имаат од програмата не е само изразена преку практична помош и материјалните средства што ги добиваат ангажираните лица. Бенефитот е пред се во пораката дека секој може да добие помош кога му е најпотребна.